Најмалку 3 противпожарни екипи од Штип, Жилово цел ден се борат против огнот кај селата Богословец и Доброшане. Вчера пожарникарите на овој терен беа успешни, но ветрот ноќва нидмиот трг го однесе и на огнот му отвори нови можности. Локализиран е пожарот во Богословец, значи на територијата на општина Свети Николе. Екипите се уште на терен, будно ја следиме ситуацијата. Верувам дека со брзината на ветерот како што ја имаме, мислам дека ќе успееме комплетно да го изгаснеме пожар што е на територијата. Можам слободно да кажам дека моментално е чист теренот, меѓутоа мора да остануваме на терен. Сите екипи и доброволното противпожарно друштво и територијалната противпожарна единица, јавното комунално предпријатие се сите на терен и будно ја следиме ситуацијата. Напорниот труд на пожарникарите засега во безбедна положба ги остава куќите и имотите во Доброшане, но со огнот секогаш е неизвестно, па затоа пожарите во ниту еден момент нема да бидат оставени без контрола. Делот на пожарот кој што е према село Доброшане веќе е ставен под контрола. Делот што е према Кадрифаково и Свети Николско, таму е малце потешка ситуацијата, меѓутоа имаме единици на терен од противпожарната заедно со војската. Сега имавме и пред малку и состанок со кризниот штаб на општина Штип, каде што вршевме евалуација и буквално елаборирање на сето она што се случуваше во изминатите, ќе кажам, скоро 24 часа, за да бидеме сите на штрек, така да имавме и неколку лажни аларми за пожари, меѓутоа подобро да имаме лажни аларми отколку да немаме аларми. Во контекст на кризната состојба, во Штип беше одржана и седница на кризниот штаб и донесени се повеќе одлуки. Алармирана е Центарот за управување со кризи, поднесено е барање за воздушна поддршка доколку е тоа потребно, така да во овој момент немаме потреба од воздушна поддршка. Во овој момент со нашите сили, противпожарните сили, војската, сме на терен, распределени на сите места, така да ја држиме работа под контрола и треба да се само мониторира, следи и многу е битно ветерот во кој правец ќе го заврати самиот оган. Ги повикуваме на граѓаните да имаат смиреност, трпеливост, работите ги држиме под контрола. Добра вест е дека пожарот кај селото Кривидол, кој вчера иташе кон воените магацини, е изгаснат и за сега нова опасност од негово враќање на истото место нема.